Финале, 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 финале. Финале! Стигнавме до крајот на првото зимско светско првенство во фудбал. Финале Аргентина, Франција. Леле, ако тепа Аргентина, тешко од мене. Цело светско првенство зборам дека немаат шанси и оп, ете ги во финале. Тен ќе утнам ако освојат, не знам. Добре дојавте во шоуто Овертайм на YouTube каналот BMG Sports. И додека сме кај YouTube каналот, ве молам кликнете subscribe, кликнат звончето, оставете коментар, шерувајте, после доволно е тоа. Ако очекува Франција да биде во финалето, за мене Аргентина е изненадување. Двете селекции одат по својата трета титула. Јужноамериканците се редува во 78 и 1986 година. Французите во 98 и пред 4 години во Русија. Кој ќе дојде до својата трета титула? Кој? Прашања, еден куп. Чекај, ајде да видиме прво како стигнаа до тука. Оној пенал за Аргентина против Хрватска не беше пенал. Има еден куп муабети, беше пенал, не беше пенал, можеше да свирне, не можеше да свирне, не требаше, не знам ти што. Сите си има некоја своја верзија и може и сите се во право, ама за мене пенал тука немаше. Ама тоа не ја намалува вредноста на победата на Аргентина. Меси се мрна, скрос, игра како во своите најдобри денови, ама се чини дека и цела Аргентина игра за него. Мотиви до небо. И тоа е најголемата предност за Аргентина. На 4 од 6 надпревари Меси беше прогласен за играч на надпреварот. Стана првиот играч кој постигнал гол и асистенција, тука мислам на еден надпревар и да даде гол и да асистира истиот меч, на 4 различни надпревари. 3 од тие 4 надпревари се на ова светско првенство во Катар, против Мексико, против Хрватска и против Холандија. Меси се изедначи и со Роналдо, бразилец од Роналдо, оној вистинскиот. По број на надпревари во кој или дал гол или асистирал. Двајцата имаат по 13 на светските првенства, никој нема повеќе од тоа. Меси стана најдобриот стрелец на Аргентина на светските првенства, го помина Батистута. Меси има 11 голови на светските шампионати. А се изравни со Лотар Матеус со 25 надпревари на светските првенства. Рекорди еден куп. А Франција по 32 години е првата европска селекција со 2 финалиња поред. Воопшто во историјата, 2 финалиња поред нема многу селекции. Италија, Бразил и Холандија. По 3 имаат Бразил и Германија и сега Франција. Франција ќе има шанса за уште една историја да се запише во историјата како само трета селекција која што одбранила титулата после Бразил и Италија. Ама Италија во 30-тите години, а Бразил со Пеле во 60-тите. Чекај сега малце сериозно да вметнам едно инфо меѓу редови. Ако имате мало познавање од YouTube, ако сакате спорт, ако познавате спорт, ако сакате да излезете пред камера, ако сакате да бидете дел од еден YouTube канал, или ако имате желба можеби да научите нешто за сето ова, пишете на нашиот мејл и ома ќе ве контактираме. Мејлот го има под мене, тука негде треба да е. Ние сме одлична екипа која нема да застане после светското првенство. Ќе продолжиме уште појако и затоа ја прошируваме нашата екипа со нови дечки. Кој се пронаоѓа во приказнава, нека не контактира без двумење. Ајде да продолжиме со финалето. И станав како агенција за вработување. На Франција со Мароко им беше многу тешко во полуфиналето, но после голот уште на почетокот на надпреварот, после изгледаше сето тоа како рутински да го привршуваат мечот до крај. Тео Хернандес го даде најбрзиот гол после 64 години. Но останува рекордот на бразилецот Вава кој даде гол по само 2 минути на светското првенство во 58 година во Шведска. Ама затоа Муани го постигна третиот најбрз гол во историјата на светските првенства, влегувајќи како замена. Погоди за само 44 секунди од кога влезе во игра при првиот допир. Ќе падне уште некој рекорд во финалето. 100% сум сигурен, значи 100%. Франција е фаворит. Останува на муабето дека Аргентина нема екипа за титула, нема. Споредете ги бе фудбалерите, видете кој каде игра и тоа е тоа, доволно е. Аргентина у среден ред има играчи од Брајтон и Бенфик. Добра, тука има двајци од Атлетико Мадрид и од Јувентус по еден. Франција во средина има играчи од Реал Мадрид. За одбраната па да не права муабет од Таменди. Добро, тука во нападот се јадат Меси, Мбапе. Пуф.
Дуел на титаните и дуел на двајца суиграчи од Пари Сен-Жермен. Двајцата имаат одличен шампионат и мислам дека нивниот дуел ќе биде одлучувачки на надпреварот. Кој ќе одигра подобро финале освојува титула. Ова е дуел и во битката за најдобар стрелец. Двајцата имаат по 5 голови до сега и кој даде гол во финале ќе биде најдобар стрелец во Катар. Дај нека биде Мбапе, бе. Веќе знаете за кого навеам, да не ве замарам за тоа. Ама Меси, леле како игра, браво. Веќе најави дека ова ќе биде последен надпревар за него на светските шампионати и мислам дека ќе одигра страшно добар надпревар. Ќе биде интересно, ќе биде неизвестно, но мислам дека Франција тепа со 2-1. Нека биде јако финалево. Дечки, во следното видео ќе можете да ги дознаете сите рекорди кои паднаа на светското првенство во Катар, а после тоа ќе биде уште појако, веруете. Ќе има постојано нови видеа, ќе има награди, челенџи, ќе има и вакви видеа како за светско првенство, ама со фудбалските лиги. И што уште не? Следете не, subscribe, клик, знаете све како иде редот и се гледаме после финалето. Чао!